А во продолжение започнуваме со нашата утринска тема, која што денеска соодветно на денот или 4 март, светскиот ден на дебелината е и нашата утринска тема, па се посветуваме на тоа. Со оглед на тоа што денот е создаден за да се подигне свеста за дебелината, поточно што е она кое што влијае на тоа и да се стави акцентот на превенцијата, ние сметавме дека е добро да одговориме на некои прашања. Само накратко, според она кое што постои како статистика, растечкиот проблем со дебелината и здравствените последици или она кое што го соопштува и Светската здравствена организација, повеќе од 1 милиарда луѓе во светот живеат со дебелина, вклучувајќи околу 650 милиони возрастни, 340 милиони адолесценти и 39 милиони деца. Бројките постојано растат, а има и предвидување до 2030 година секој пети човек може да биде засегнат. Дебелината значително го зголемува ризикот од хронични болести и она за кое што сме зборувале во минатото, некои и заболувања како диабетес тип 2, срцеви болести, одредени видови рак, како и она кое што меѓу другото го дава резултатот за едно од најсериозните јавноздравствени предизвици денес. Повеќе за факторите кои што влијаат, за тоа дека постојат многу други фактори освен храната, но и сето она кое што во склоп на превенцијата денеска зборуваме во нашата студија. Токму така, но пред да ви ги представиме нашите гостинки, направивме една анкета. Да го слушнеме гласот на народот, да видиме како ти размислуваат, затоа што одамна дебелината не е само естетски проблем, туку е реален здравствен проблем. Колку сме свесни за оваа состојба, ќе погледнеме во следните минути. Дали сметате дека дебелината е сериозен здравствен проблем во Македонија? Слушај, јас сум по тоа, ја носам витамини. Дебелината е огромен проблем. Значи, човекот треба да си има нормална тежина, сите болести идат од тежината. Па, мислам да. Сигурно, секако. И тоа баш гледаме сега и се чудиме, викаме како може така да се запуштат млади. Во Македонија не знам, ама генерално да. Да. Нарочито кај младите. Да. За мене да. А според вас кои се најчестите причини? Па, висок крвен притисок, диабет, храната и недвижењето. Лошите навики, животни навики, невежбањето и нормално лошата исхрана. Та недвижење, јадење хамбургери, такви работи и не знам, генетски може иде така полека. Па мислам дека од невнимание во исхрана. Па зависи што јадеш. Сите болести идат од тежината, да си ги регулираат прво од тежината, па после на лекар. И дали вие лично превземате некакви мерки од типот на здрава исхрана или физичка активност? Ние да. Презимаме, да, внимаваме многу на тоа. Па, не баш. 50-50. Повезно со слаб доручек добар, со ручек. Да, вежбање задолжително. Ја превземам затоа што јас сум многу поблаго, еден излез ми и не гледам. Значи бегам и не гледам. Ја јадам благо торти, не гледам, наоѓаш решение. Да, генерално лошите животни навики, тоа е една од причините која што доведува впрочем до прекумерна килажа или до проблемот со дебелината, за кој што и нашите денешни соговорнички ќе потврдат и потенцираат дека е реален проблем и во нашата Македонија. Со статистики и со бројки и со повеќе факти во однос на оваа тема, денеска ќе разговараме со професор доктор Драгица Зенделовска до мене, познат нутриционист во нашата земја, и доктор Маја Милованчева, која што е специјалист, интернист и нефролог. Добро утро за двете. Добре ни дојдовте. Добро утро. И дами со кои што навистина ќе можеме да ја продискутираме оваа тема од повеќе аспекти, но двете сте сложни дека навистина е реален проблем во нашата земја за многу генерации, од најмалите па до највозрастните. Се сложувате? Да, секако. И ако ги погледнеме последните бројки во Македонија, никаде околу 30% од возрастната популација е обезна, повеќе од 55% е со прекумерна тежина, а за децата е уште пострашно, никаде од 6 до 9 годишна возраст, практично повеќе од 30% застапена. Загрижени ли се луѓето и како гледаат на таа своја состојба? Бидејќи некои од испитаниците спомена дека се свесни, но не преземаат нели ништо. Едноставно така си се сакаат себе си, така се навикнати да живеат, станува дебелината или прекумерната килажа нешто нормално во нашата земја. Какви се вашите ставови? Колку се загрижени реално? Па, видете, реално од праксата може да се каже дека малце е зголемена свесноста за тоа дека дебелината е проблем. Меѓутоа, колку сега тоа можеме да го сведеме на една генерална изрека, да, свесни се,
Зависи, има луѓе кои што навистина не се замарат, себе си се доживуваат убаво кога ќе се погледнат. Да, и во огледало. по-мили им се тие задоволства кои што, како што еден од граѓаните вели, гледам торта и бегам. Некој не може да избега, не може да одолее. Како и да, сите сме различни, но кога е во прашање нашето здравје, веројатно треба да се замислиме и истовремено да се едуцираме. Ако се едуцираме што всушност представува дебелината и на што се таа се должи, ако направиме мала анализа кои се нашите навики и што се правиме во текот на денот, веројатно не треба многу за да ги распознаеме факторите или да почувствуваме како тоа влие на нашето тело. А ако не знаеме, тука се докторите да ги прашаме. Доктор Маја, верувам дека се упатени повеќе прашања кон вас во однос на тоа дека дебелината е генерално навистина сериозен здравствен проблем, не само кај нас, очигледно според потоците и глобално. Но ако зборуваме за едукацијата, веројатно треба тоа да се почне уште од најмладите или од овие млади генерации или најмалите деца. Како и на кој начин и тоа родителите впрочем треба да го спроведат. Но ако ја дефинираме дебелината и што тоа всушност значи, како медицината ја дефинира дебелината и не точно дека треба многу, туку и постепено, чекор по чекор можеме да влијаеме. Па дебелината веќе последниве години повеќе влезе во Светската организација и како диагноза. Значи, не можеме само да зборуваме за дебелината како естетски проблем, туку има бројка, има диагноза. И може комотно да се напише како диагноза. Што тоа значи? Тоа значи прекумерна тежина, која ние се уште ја мериме преку body mass индексот, тоа е индексот на телесна маса, кој не е најидеален параметар за одредување, меѓутоа се уште на широко во светот се користи, бидејќи многу лесно се прерачунува. И тука имаме некои бројки до 20, до 30 и над 40, по кои кажуваме дали имаме прекумерна телесна тежина до 30 или обезност, односно дебелина, или па морбидна дебелина кога е 40 плюс. Јас не би зборувала толку околу тоа, само да кажам дека покрај исхраната и покрај навиките кои можеме нешто да промениме, имаме и други предиспонирачки фактори кои може да доведат до дебелина, значи медицински состојби кои не се поврзани секогаш со храната само и секогаш храната и нашите навики да ги обвинуваме нели за дебелината, кои може да доведат до прекумерна телесна тежина. Така да тоа е медицински проблем, од една страна како фактори на ризик, болести, а од друга страна и потоа како последици од дебелината. Значи медицински состојби кои водат до дебелина и медицински состојби кои се последица на дебелината. Така да има големо поле на работа кога зборуваме за превенцијата, нели? Како можеме ние да ги превенираме тие? Покрај исхраната, покрај вежбањето, покрај навиките, нели? За кои претпоставувам ќе зборува Драгица, а како и да делуваме на медицинските состојби, односно да ги купираме тие работи или да нешто превенираме за да стигнеме до да немаме дебелина која ќе има после да ги лекуваме последиците. Затоа што секогаш е многу поевтино, помалку чини да превенираме состојба, отколку повеќе после да ги лекуваме последиците. Изгледаме сега еден бум последниве години, особено и оваа година и наредните години што не чека, се новите лекарства за дебелина, кои ќе бидат широко распространети, ќе паѓа нивната цена, иако сега се нели скапи се уште и не се на позитивна листа, меѓутоа во наредните години се очекува тие да влезат во... Тоа ќе биде таблетарна терапија? Да, сега се работи на таблетарна терапија и на многу поедноставен начин да се користи и да се препишува, затоа што е увидено дека точно тоа, подобро да го спречиме, отколку после да ги лекуваме компликациите кои се многу од дебелината. Која е целта, односно кој е ефектот на таа терапија? Ќе го намалува апетитот? Да. Ќе дава ситост, така? Да. Или нешто друго ќе се постигне? Две работи се тука. Едно е пациентите
зборуваме за пациенти, сепак дебелината нели ако веќе е диагноза, тогаш имаме пациенти. Значи сите што се над тежина, особено морбидна тежина, и да им се помогне да во даден временски период, додека ги взимаат тие лекарства, и ментално научат дека можат да обстојуваат без толкава количина на храна и да ги сменат своите животни навики. Зборуваме за, например, период од година-две, кога ќе се научат дека и телото ќе се намали на една друга state point, што го викаме тежина, затоа што телото памти, тогаш и ментално да сватат дека можат они да ослабат, да тоа ги мотивира, да ги сменат своите навики, за да после во животот продолжат да ја одржуваат таа телесна тежина со новите животни навики. Да. Кога зборуваме за навиките, доктор Драгица може да кажете од искуство колку е тешко впрочем да се менуваат овие навики? Знаете како, дефиницијата за дебелина е многу едноставна. Трупање на масти во телото. Меѓутоа процесот е многу сложен и комплексен. Вие за да можете да дадете никаква препорака кога се работи за дебелина, прво треба да утврдите причината. Постојат многу причини поради кои што луѓето стануваат дебели. Меѓутоа, морате да ја класифицирате за да знаете како да ја третирате, морате да најдете од каде доаѓа тоа. Значи, вие тоа можете да го направите преку изгледот на човекот, гледајќи како е дистрибуирано масното ткиво. Дали се работи за периферна дебелина или периферна распределба на маст, дали е тоа централна, дали е мешана. Меѓутоа, можете да ги земете предвид и болестите, дали имаме причина. Ако вие имате намалена функција на тироидна жлезда, ако имате Кушинг синдром, ако имате полицистичен оваријален синдром, ако имате инсулинска резистенција, па тоа се болести кои што во суштина предизвикуваат дебелина. Може и да немате причина. Може и да нема никаква причина, едноставно јадете повеќе од што троши вашето тело. Многу често зборуваме за метаболизам. Ајде малце да разјасниме за гледачите што е метаболизам. Колку калории вашето тело може да ги конвертира во енергија. Ако вие денеска внесувате покалорична исхрана, кога тие калории веќе не се конвертирани во енергија, се трансформираат во липиди, односно се чуваат како резерви на масти во вашето тело, кое што понатаму предизвикува зголемување на масните клетки, тие пак лачат хормони кои што предизвикуваат воспалителни процеси, воспалителните процеси предизвикуваат инсулинска резистенција, висок крвен притисок, метаболен синдром, тие пак предизвикуваат други посериозни заболувања. Така да, во суштина, треба да ги гледате и годините, рековме дебелина во детството. Тука може да станува збор за зголемување на бројот на масните клетки кај децата уште во текот на развојот. Меѓутоа, кај повозрастните може веќе да биде пореметена функцијата на тие масни клетки и исто така големината може да биде пореметена. Така да кога ќе утврдите причината, кога ќе ви дојде некој пациент и клиент, зошто е дебел, како тоа изгледа, како е распределено тоа масно ткиво, да, ќе кажеме има 6 типа на дебелина. Сега веќе по новите истражувања одат дека има дури и 59 типа на дебелина. Некои се сведуваат на 4, некои. Меѓутоа, генетските предиспозиции се исто така што напомена Маја, затоа што веќе истражувањата одат во таа насока. Утврдени се 25 гени кои што влијаат на дебелината. Еден од тие е FPO генот, кој што е еден од најважните за развој на дебелината. И тука баш сега интервенцијата каква ќе биде, тоа малце е поголема отпорноста кога станува збор за генетски тип на дебелина. Кога е венозна дебелина, тоа ќе го видите. Значи, најчесто отечени нозе имаме, луѓето имаат варикозни вени, отоци имаат многу. Кога станува збор за седентарна дебелина, тоа значи седиме, не се движиме и тука се знае со што треба да пристапите. Меѓутоа, хормонскиот тип на дебелина изгледа сосема поинако кај жените, обично е во пределот на стомакот и во пределот на бедрата. Имаме луѓе кои што не се активни, биле претходно спортисти, професионално се занимавале со спорт. Престануваат да работат веќе, физичка активност немаат. И сушност имаат една дебелина која што изгледа од овде под градите до стомакот. Да. Значи, практично така е дистрибуцијата на масното ткиво. Кај жените исто, многу често се случува да имаат едно стомаче овде во средината, тоа може да биде исто
генетски детерминирано, но може да биде поврзано и со зголемена употреба на алкохол. Така да, ако имате пак стрес, значи тоа е емоционална дебелина, во таков случај приказната е малце поинаква. Вие кога сте под стрес, се лачи кортизол, кортизолот трупа масни наслаги овде во средината на абдоменот и практично влијае на кортизолот е во суштина хормон кој што ве тера да бидете гладни. И веднаш посегнувате ние како велиме по комфорна храна. Комфорна храна е мрсната храна и храна со висока содржина на јаглехидрати и на таков начин вие се задоволувате. Различен е третманот и од лекарски аспект, зависно од лековите што вели Маја, се развиваат многу лекови, GLP-1 агонисти, ситаглиптини, секакви кои што делуваат дена намалување на дигестија, дена намалување на ресорбција на масти, дена ситоста, дена на гладот и така натаму, дена инсулинот, односно на шеќерот во крв. Меѓутоа, навистина се сложувам со неја за дека покрај тие лекови најосновно е промената на исхраната и на животниот стил. Секако и спиењето, пушењето, и алкохолот, многу фактори. Вие споменавте неколку, веќе колку 50 и неколку типови на дебелина, но тоа е нели од стручна гледна точка, од медицински аспект. Како обичниот граѓанин да знае дека веќе е на можеби на граница или ја преминал границата и веќе има проблем, па треба да се обрати да побара помош. Оно што го потенцираше и Маја, БМИ индексот е индекс кој што најчесто се користи за да кажеме на вага. Тоа е статистичка бројка. Не може дома, сакам да кажам, луѓето сами да си ја знаете висината, си ја знаете тежината, можете и сами да си го измерите, односно да се пресметате. И ако е на 30, обична равенка е висината се дели со квадратот од тежината и го добивате body mass индексот. Меѓутоа, тоа е застарен параметар. Многу е важно да речеме колкав е обемот на половината. Особено кај мажите и кај жените. Колку е односот на обемот од половината и колковите, какви се биохемиските параметри. Дали примате хронична терапија, затоа што некои лекови исто така влијаат на успорување на метаболизмот. Значи, ако примате, да речеме, антидепресиви, ако примате некои бета-блокери, ако се зимат некакви стероиди, например, да речеме и така натаму. Со што работите? Дали работите со здрав човек, дали работите со човек кој што има хронична болест? Каде е проблемот? Што ако имате намалена функција на тироидната жлезда, каде што е успорен метаболизмот, црниот дроб лачи повеќе активни хормони, па имате, да речеме, проблем со успорен метаболизам и на сето тоа се практично оштетени дури и тироидните рецептори. Така да, што ќе правите кога ви ќе пиете еутирокс? Така, имате успорен метаболизам, како вие ќе го забрзате тоа? На крај крајва имате биохемиски профил, имате биохемиски резултати каде што можете да видите како е инсулинот, како е глукозата, да го пресметате ксома-иер индексот. Па сега поново може да се измерат и хормоните на масното ткиво. Адипонектин, лектин, да се направи нивниот однос, да го видиме грелинот каков е, тоа е хормонот нели за глад. Така да, во суштина е прилично комплексна материја, така да јас не би дала порака дека секој треба да си го измери, треба секој да биде свесен дали е навистина обезен или не, меѓутоа да си побера стручна помош, за да може тоа да се реши. Да, кога зборуваме за свесноста и кога зборуваме за превенцијата, некако знаеме дека тоа е под број 1, заради тоа што ти неколку пати споменавме подобро да го спречиме отколку да го лечиме, но кога нема да се спречи, кога нема да бидеме свесни во дадениот момент, можеби и кога ќе дојде време за лечење, тогаш се појавуваат различни симптоми, дури и нарушена здравствена состојба. Има повеќе нарушени здравствени состојби или повеќе органи на кои што може тоа да се одрази, меѓу другото и симптоми кои можеме да ги почувствуваме во текот на спиењето, како што е ноќната апнеа, може да се почувствува разлика во концентрацијата, исто така како голем фактор дебелината игра и во неплодноста кај жените и ред други работи. Доколку тоа се забележува или ако почнеме од крајот, кон почетокот, за да се најде причината за тоа, веројатно и доста пациенти и така доаѓаат кај вас. Така што, кога е вистинско време, вака да го формулирам прашањето, да едноставно дојдат да се фати на време превенцијата, а не лекувањето? Некогаш сосема случајно пациентот доаѓа заради некој друг проблем и се открива, како вчерашот ми се случи, да се најде болест на тироидната жлезда, односно тој автоимун
тироидитис сега е многу често, Хашимото тироидитис, повеќето кои имаат слушнато. Тоа е бенигна состојба, не е карцином, не станува нешто, меѓутоа е нешто што се третира, се лекува и се става под контрола, нема да исчезне, меѓутоа да не се плашат пациентите е нешто со кое можеме да се справиме. И тоа е едно од причините што можеме случајно да го откриеме, а пациентот дошол заради некаква болка во стомак или нешто друго. И тогаш ја откриваме и визуелно дебелината и почнуваме тој процес на истражување со биохемиските параметри. Меѓутоа, не секогаш биохемиските параметри и луѓето долго време седат и со гликемија уредна и со инсулин уреден. Они секогаш сакат инсулин да се провери. Меѓутоа, не мора секогаш да се провери инсулинот, затоа што организмот кај млад човек добро компензира и тие и гликемијата и инсулинот може долго години да бидат сосема во граници на нормала, а сепак да постои една дебелина, сепак да постои инсулинска резистенција. Што значи тоа инсулинска резистенција? Инсулинот е хормон на панкреасот и тој се лачи секогаш кога имаме внес на глукоза, односно шеќер во крвта. Имаме глукоза во крвта, се лачи инсулинот, која има улога, функцијата на инсулинот е што? Да ја внесе таа глукоза во клетките да ја обработат, на тој начин ќе падне глукозата во шеќерот во крвта и телото ќе добие енергија. Значи, производството на енергија. Кај хипотироидизмот, например, тироидните хормони влијаат на терморегулацијата, односно термогенезата, создавање на таа енергија од другите хранливи материи во клетката. Значи, сите тие работи се поврзани. Телото е едно. Тоа е тој холистички пристап во лекување на состојбите. Затоа што никогаш диабетот не оди сам. Значи, дебелината иде со диабет, меѓутоа и не мора. Диабетот може да биде причина за дебелината, меѓутоа може да биде и последица на дебелината. Инсулинската резистенција е причина за дебелината, меѓутоа е и последица на дебелината. Ноќната апнеа, значи појавата на астма, коскените промени, зглобовите. Прво нешто што страдаат кај дебелите луѓе е колената. И прво нешто што тие ќе ги качат скалите, меѓутоа не може да се свимнат. И потоа хирурзите викаат ослаби, па дојди да те оперирам. Значи, влегуваме во еден круг. И затоа кажувам, се е тука поврзано. Влегува дебелината, влијае на депресијата. Тоа што спомна. Значи, имаме депресија, имаме прејадување, затоа што бараме, никој во депресија не јаде броколи и боранија. Значи, сите јадат или чипс, или смоки, или комфортна храна. Таа комфортна храна се знае дека индустријата за да постои става материи кои прават зависност. Не се тоа шеќерите дека прават само зависност, него материите што се дополнителни за да се продаваат тие. Вие кога ќе отворите едно пакетче чипс, вие не можете да престанете да јадете додека не го изедете. Значи, тоа е тоа што се прави за да стане човек зависен од таа храна. И тука се затвара кругот. За депресија потоа се примаат лекови антидепресиви, кои лекови антидепресиви не кај сите и не сите лекови може па дополнително сега да влијаат на апетитот, на чувството на ситост, нели? И повторно кругот ви се затвара. Недостаток на сон. Повторно истото. Недостаток на сон се станува ноќе, се јаде за да може повторно да се заспие. Сабајде кога ќе станете се уште погладни, повторно јадете. Станувате дебели, тоа ви пречи сега, влегувате во една стресна ситуација, тоа ве оптеретува. Самото тоа што сте дебели не се бендисувате така естетски, ве тера повторно да јадете од стресот. Кортизолот се лачи. Кортизолот е хормон кој се лачи од надбубрежните жлезди и влијае на, односно управува со метаболизмот на шеќерите и мастите. Така да се убаво целата приказна повторно ви се затвара. Затоа што центарот за сон, што е во мозокот, да не зборувам сега са медицински изрази, се наоѓа многу блиску до центарот за ситост, за храна. Значи, секогаш кога вие сте со недостаток на сон,
ви се активира и центарот за апетит, за храна. И вие секогаш кога имате, сега ќе се наедам и ќе си легнам. И тоа е точно, баш заради тоа, што тие два центри се еден до друг. И комплексна е целата слика. И поврзана. И поврзана. Затоа кажав, значи сите ризик фактори, сите болести, на крај стануваат и компликации. Или се ризик фактори, или се компликации од дебелината. И затоа е потребен тој холистички пристап. Од една страна медицинскиот, од една страна психолошкиот момент, бидејќи се повеќе сега дебелината се лекува со психотерапија, односно се делува на основните почетни проблеми кои можеби се јавуваат уште во семејството, зошто довеле до тие лоши навики за исхрана, за невежбање, за седентарен живот, за поминување на време во јадење и скролање по телефони, нели? Кога младите се помалку се дружат, него сите се, ако ги видите, сите седат, пијат кафе и се на телефон, никој со себе не комуницира. И не само младите, него и постарите. Да не се исклучиме апсолутно. Кога веќе ги споменавте по младите, факт е дека треба да бидеме свесни какви генерации растеме, затоа што нели секогаш велиме дека во младите или во нив е иднината, во нив е моќта. Меѓутоа, ние сите тука се сложивме некако пред да се вклучат камерите, дека некако овие денешни млади генерации, на вистина, од една страна можеби, сега зборувам за адолесцентите, се посвесни за здравите навики, за активниот начин на живот, спортскиот живот, физичката активност и така натака, но од друга страна можеби помалите деца, вие веќе споменавте една статистика дека 30% од децата на возраст од 6 до 9 години во нашата земја живеат со вишок на килограми, од нив 13% имаат прекумерна тежина, а 4,4% се екстремно дебели. Ајде малку да позборуваме за овој тип на млади луѓе. Тоа се веќе нели основци, значи деца во основно образование, веројатно тука спаѓа и начинот на кој што тие се исхрануваат додека се во училиште. Што би прокоментирале или што би кажале за начинот или начинот на живот кој што тие го водат, затоа што од друга страна нели го гледаме влијанието на околината, но го имаме влијанието и дома од родителите. Дома родителите, секако и едукацијата која што ја напомена Ивана, меѓутоа начинот на кој што ние се исхрануваме е нешто кое што го правиме секојдневно. Навиките треба да се менуваат уште од мали. Така да во суштина дури и децата кои што се во основно училиште треба да имаат прилично добро менија, треба да се внимава на тие менија како они се исхрануваат, за да можеме малце да ги разбудиме, да речеме тие здрави навики. И навистина Маја она што го спомна дека ние сме обкружени со токсини, значи не е само храната. Има и други хемиски супстанции кои што во суштина влијаат на процесот на дебелењето. Значи, ако гледаме вака од аспект на биолошки системи, јас би рекла неуроендоимунолошки, значи оној, да речеме, енергетскиот процес во митохондриите, каде што таму се создава енергијата, или таму треба да дојдат мастите, па да се преработат, па да добиеме ние енергија, и оксидативниот стрес, кој што и такако е зависен од токсините кои што ги внесуваме во нашето тело. Значи, има параметри кои што се мерат. Има како да го видиме тоа. Само треба да пристапиме во промена на навиките. Тука секако влијание имат родителите, наставниците, едукационите процеси и така натаму. Имаат ли стресни ситуации овие категории на деца? Имаат, како нема. Затоа што велите стресот е исто така важен фактор кој што може многу да придонесе. Менталното здравје е многу важно. Нели спомнавме дека еден од 6 типови на дебелина е емоционалната дебелина. Практично тука веќе тој стрес, лачењето на тој кортизол, трупањето на мастите во телото и така натаму. Хормоните се чудна работа, значи тие се поврзани едни со други. Тие можете сега да измерите и концентрацијата на хормоните практично на масното ткиво. И ако го видите тој сооднос, ќе знаете до каде сте. Дебелите луѓе имаат ниска концентрација на адипонектин. Тој е многу важен за регулирање на шеќерот и на мастите, да речеме, во телото. Меѓутоа, кога сме дебели, паѓа концентрацијата на тој хормон. Многу често се случува сега да имаме и отпорност на лептин
И покрај тоа што велиме лептин како хормон од масното ткиво е тој кој што му вели на мозокот престани да јадеш, сити сме. Меѓутоа, ако се развие отпорност, таа информација веќе мозокот не ја добива, расте концентрацијата на лептин и практично расте и да речеме апетитот. И тука е секако грелинот, кој што е хормон на жалудникот, кој што вели гладни сме, дај да јадеме. Така да треба да се интервенира со храна која што практично ќе ги подпре овие процеси за да можеме да го супремираме апетитот. Споменавме 4,4% се екстремно дебели. Сте имале вака некој искуство со екстремно дебело детенце, па да ги кажеме и килограмите, чисто можеби некој ќе делува за препастувачки и мотивацијски да се преземе нешто? Најчесто тие дебели деца, јас не работам со многу мали деца, меѓутоа над 3 години значи кога доаѓаат најчесто и родителите се дебели. И тоа е проблем значи во семејството, на целото семејство. И сега прашање е дали родителот тоа го разбира, дека и он прво има проблем, па има и детето проблем, или тоа е фамилиарно и често пати знаат да кажат ние сме сите дома дебели, така се од баба ми и тоа е нормално и е нормализирано. И со такви луѓе многу тешко да се разубедиме дека детето може во иднина да има проблем, а тука треба да се работи прво со родителот, со неговата свесност и идеја дека треба нешто да превземе за своето здравје, за да може да превземе за здравјето на детето. Меѓутоа, ако зборуваме за превенцијата исто, тука јас секогаш ми боде очи кога ќе видам дека во близина на школите и во самите школи се поставуваат автомати за брза храна и зборуваме за некаква превенција, а ние тоа не го правиме во самите системски. Тоа се системските решенија кои се многу тешко се прават затоа што тука се големи индустрии, многу пари и многу големи профити. И на детето му е најлесно да стави 50 денари и да земе еден круасан и една кока-кола за 100 денари, отколку од дома да земе некој по-здрав оброк, што е примен од... Ама до никаде и подсмев се оние кои се на подсмев, како да се изразам, изложени оние кои што си носат храна од дома и те да речам повторно е тоа еден проблем како да се пробиеш ти во таа средина. Точно, со тие здрави навики. Затоа што кај децата е многу важно, не само кај децата, и кај возрастните, ние сите сакаме да бидеме прифатени и да имаме социјална средина во групата која каде што сакаме да бидеме. И па како со тој проблем да се избориме? Тоа е системски проблем. Тоа е системски од семејството и од општеството. Заедно со заеднички сили нешто да се направи. Различни држави различно се справуваат. Можете да го покачите данокот, например, на таквите производи кои што и tekako знаеме дека веднаш влијаат и на здравјето и на дебелината. Имате држави каде што даноците за брза храна, за такви газирани напитоци, виштачки напитоци се многу повисоки на таков начин ќе бидат и поскапи. Што е една мерка за... Да бидеме реални, веќе е подостапно. Има ќушиња со здрава храна каде што можат дечињата да менуваат се менуваат работите. Се менуваат дури навиките да носите од дома. Можеби пред 10 години беше срамотен или да носам од дома па да јадам. Сега веќе гледам промени, берем од дечињата кои што доаѓаат кај мене. Меѓутоа се среќавам и со навистина сериозни типови на дебелина, 12 годишни деца кои што имаат 120-130 килограми. Мислам, тоа е екстремна дебелина, така да навистина што велиме треба тоа прво да се потегне од дома. Вие морате да дадете подршка како родител. Не можете вие да јадете сега да очекувате вашето дете да држи некаква диета. Тоа е несватливо, така да. Мислам дека во денешно време или во овој 21 век со се достапно и доволно извори за информација и стручни лица, дека се промени тоа верување дека дебелко или крупно детенце е здраво детенце, како што можеби постоело на времето, но на времето храната била друга, начинот на живење бил друг и така натака, со тоа не можеме да се споредуваме, но иако се променува тоа уверување, сепак едукацијата не е на толку високо ниво и повторно тоа е системски проблем ако зборуваме за нутриционизмот како еден предмет или област која што апсолутно треба да се афирмира и да биде достапна како за помладите, така и за повозрастните, односно децата и родителите.
Но некако повторно се осврнуваме на тоа дека можеби како сакаме преку ноќ или со магично стапче тоа да го смениме, ако зборуваме за возрастните, и онако што беше актуелно и можеби се уште е Оземпикот, кој што се користеше за брзо слабење или за видливи резултати. И се уште се користи, веројатно не само кај нас не знам на до кој степен, но во Европа или останатите европски земји да. И различни мислења, истражувања колку како штетно влијае, дали треба, дали не треба. Можеби е добро и во овој контекст и тоа да го споменеме. Колку може така третмани постојат, меѓутоа јас сум секогаш за тоа да пробаме да го смениме начинот на живот и дури и природни компоненти, некои кои што можеме да додадеме за да можеме да влијаеме. Знаете како не можете вие да имате мислење дека јас ќе јадам се, ќе се напијам една волшебна таблета или ќе се буцнам со Оземпик и готово прашањето мине ќе ми биде решено. Ние секогаш размислуваме нема да има последици. И треба да се гледа во позитивна насока, меѓутоа никој не зборува за негативните ефекти на диетите, никој не зборува за негативните, за нуспојавите од користењето на таквите третмани. Значи, вие не можете комплексна состојба да решите на наедноставен начин. И затоа треба да се бара стручно лице. Океј, ќе седнете на ChatGPT, ќе седнете на интернет и ChatGPT ќе ви скрира една фина диета, протеинска, нели многу модерна и така натаму, и се е тоа фино. Меѓутоа и протеинската диета си има своја нуспојава. Намалена липолиза, екскреција на калциум во урина, генерирање на киселини и така натаму. Да, дава резултати. Дава слични резултати како што ќе даде и високојаглехидратната диета. На кој начин вие ќе ги блокирате нуспојавите? Дали е вистинскиот одговор на сето ова прашање, диетите треба и да се персонализираат и да се периодизираат. Треба да знаете со што имате работа, од каде доаѓа диетата, кои се причините со што ќе ги блокирате нуспојавите, колку долго време ќе го правите тоа. Па се има почеток и има крај, не можете вие тоа да го правите цел живот. Треба да изградите подоцна животен стил. Еве да речеме кетогена. Кетогена многу е модерно кетогена. Меѓутоа никој не размислува за нуспојавите на, да речеме, хепаталното ткиво и протеините кои што ќе бидат тритирозини, трирани. Информираноста, веројатно, така, не едукацијата. Ќе добиеме замастена јетра, ќе имаме оксидативно оштетување на ДНК во митохондриите. Кои антиоксиданси ќе ги пиете за да не го добиеме тој нитрооксидативен стрес и така натаму и така натаму. Многу прашања и многу одговори. Да, и важно е кои ги дават и одговори, а некако живееме во време каде што секој некако се наоѓа на, да речам, соодветен да ги даде тие одговори, а не секој е. Има доста фитнес инструктори, генерално кај нас, кои што меѓу другото даваат и нутриционистички совети. Секоја чест на слушателите кои што имаат и образование во нутриционизмот и се фитнес тренери, но има и такви кои што ете од свој начин на функционирање или според своја мерка ете даваат разни рецепти, начин на исхрана и така натака. Имате ли нус ефекти кај пациенти кои што меѓу другото се ослониле на такво нешто, а сепак по тоа се појавиле проблемите? Точно така, има, не многу, меѓутоа има, секогаш има, затоа што таму исто постои една индустрија на сите тие суплементи, да. Односно додатоци на исхраната. Во оглавном тоа се или протеини, чисти протеини, каде што под наводници од сурутка, природни, кози и така. Тоа се диети со екстремно внес на белковинска храна, значи не протеини како прашок, него храна во смисла на цела табла јајца, не знам колку копани и пилешко месо или црвено месо, или пак креатин, сега креатин сите пијат на запад, тоа е многу важно, затоа што го прочистува мозокот, ги прави мислите по-брзи, по-јасни. Креатинот е исто така аминокиселини, протеин нели од аминокиселини. Сите тие негде мора да се преработат. Сите тие се преработуваат во црниот дроб, значи се што ќе внесеме се преработува во црниот дроб и сите тие мора негде да се излачат. Се излачуваат преку бубрек. Значи нема друг начин. Тогаш, значи имаме црн дроб страда црн дроб, страдаат бубрези и доаѓаат со
или камчиња во жолчка, а немале никаква камчиња во жолчка претходно. Се чудат од каде? Немаат фамилиарна анамнеза за каменчиња во жолчка, каменчиња во бубрези, претходно немале, нема во фамилија. Покачување на параметрите на бубрежното ткиво, односно уреа, креатинин, урична киселина. Значи, сето тоа го гледаме во хемиските анализи. Меѓутоа, кога веќе зборуваме за ова, јас сакам да потенцирам нешто друго што се јавува како проблем. Тоа е другата страна на дебелината. Тоа е екстремната слабост. И тука влегуваме исто во една мода. Тоа беше и порано, уште на времето ние кога сме биле твиги генерацијата. Сега повторно имаме една екстремна дебелина, меѓутоа имаме и екстремна слабост. Односно, кога сите млади сакаат да бидат, девојките особено, и се повеќе машки, многу слаби, како манекенски типови, и кога се оди во екстремно. Тоа може да биде последица и од диетите. Кога што се изгубени многу килограми и не е запрено тука, него се оди уште подоле. Бидејќи имаме анорексија, имаме булимија, тоа се сосема други, меѓутоа имаме и орторексија, која е исто диагноза, кога што претерано се фокусира особата на здравата храна. Кога се мери се во грамови, кога не се јаде ништо што не е здраво, односно нездраво, и тоа се нарекува орторексија. Тие и екстремно вежбаат и се целиот нивни живот се светува 24 сати, се мисли на друга екстрема. Тоа е другиот, на броење калории. Да, кога една бомбона или една мастика има 5 калории. Тоа се брои. И се префрлуваме на оној термин умерена, балансирана, разновидна исхрана, нешто кое што станува како формула за здрав начин на живот. Секако да, и правилен избор на диета. Соодветен пристап, не секоја диета може секому да му помогне. Немате универзална диета која што може да помогне генерално да го реши проблемот со дебелината. Знаете како? Затоа што ако имате, да речеме, лачење на грелин, кој што е хормон, нели, кој што вели гладни сме, и сега ако станете наутро и испијате чај од ѓумбер, нели, тој го зголемува нивото на грелин и тој дава уште поголема информација дека еве треба да јадете. Ако имаме, да речеме, ниска концентрација на адипонектин, тој кој што ни треба да ни ги согори мастите, а сакаме да ја покачиме, зашто да не вклучиме лишници, зашто да не вклучиме бадеми во исхраната. Значи има храна која што може да се даде и која што може да интервенира, да речеме, во одредени нивоа на хормони, или да ги пратите и да ги следите биохемиските параметри, има начин. Али табла јајца или 10 кила пилешко без внесување на салати, без внесување на влакна, без недостаток на витамини, минерали, сите макро, микро нутриенти, тоа на долги стази и дополнително прашуците и суплементите кои што ги споменавме, тоа е суплементите во одредени ситуации може да бидат, да речеме, и препорачливи, затоа што ако имате вие високопротеинска диета, меѓутоа која е количината на протеини, кое е маргиналното ниво кое што треба да го дадете на некој, за да вие кажете дека тоа е диета која што нема да му нанесе штетни последици. 44%. Се над тоа понатаму може да направи липидна пероксидација и оксидација на протеините, може да ја намали практично активноста на супероксид дисмутазата, тој ензим во црниот дроб, кој што ни помага во одбрамбените активности. Ти се свидува на тоа дека треба индивидуален пристап и навистина треба професионално да се одработи, затоа што нема диета која што нема нуспојави, меѓутоа поентата е што ќе дадеме за да тие нуспојави како ергогена помош практично ги блокираме. Да, ова со другата крајност може да ни биде само мотив за понатаму да обработиме некоја слична посебна тема. Ви благодариме многу, навистина беше едукативен овој разговор за сите граѓани и се надевам дека навистина ќе подразмислиме што правиме со килограмите и со високот на килограми особено кога е нели секако здравјето во прашање во крајна линија. Ви благодариме многу. Ви благодарам на поканата.